Со оглед на тоа дека вам ви припадна честа да го отворите овој 13 ноемвриски ватерполо турнир, каква е оценката за организацијата и да не забораваме, општина Карпаш е една од најспортските општини во Република Македонија и дали наредната календарска година ќе давате безрезервна поддршка за секој спорт? Таква и ќе остане општина Карпаш. Огромна ми е честа што денеска можев да го отворам овој турнир по повод 13 ноември, да се уверам во една одлична организација. После подолго време сум на овој базен, инаку сакам да истакнам дека и јас сум бил дел од овие води своевремено во 80-тите, бев член на пливачкиот клуб Студент, подосна и на ватерполо клубот Вардар. Сакам да му честитам на председателот на Пливачката федерација, на господин Сашко Лазаревски, кој наоѓа мотив и има ентузијазам да го одржува пливањето и ватерполото во Републиката. Ветувам дека ние како општина во наредниот период треба да го формираме и новиот буџетот за наредната година, ќе предвидиме средства да го поддржиме генерално спортот, така и ватерполото, и верувам и дека и владата на Република Македонија ќе направи се да си ги одржиме овие капацитети кои ги имаме и да изградиме и нови капацитети како ќе го поддржиме спортот пред се за младите, кои како влијае на нивното ментално и физичко здравје.